Да, како што најавивме, емисијата ја продолжуваме со универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски. Со него ќе зборуваме за состојбата на македонското општество, за се она што се случува, што е актуелно, но од еден друг аспект да видиме докаде сме со процесите, со состојбите кои пред се ги диктира политиката, но од таму произлегуваат и сите други социолошки мотиви. Професоре, добре дојавте во студио 10. Добро најдов. На почетокот сака да кажем дека темава е доста сложена, комплексна, бидејќи станува збор за суштинските праќања и времиња низ кои поминува македонското општество сега во овие вакви бурни настани. Фактички, ние сега живееме во едно така наречено време во кое што не би сакал да живеам, меѓутоа, тоа е време наше и мораме да се справуваме со околностите, со состојбите кои тоа време ги наметнува. Во однос на македонското општество, во последните 3 децении има и светла и сива страна. Знаете, настаните се и од така наречениот bright side може да се погледат и од така наречениот grey side. Јас имаме... само сакам да кажам дека вие ми се чини да давате прилично позитивна оценка, бидејќи не спомнувате црна страна. Значи само светла и сива. Не би сепак избегнуваме да кажеме дека е црна, бидејќи црното значи темница. Знаете, не се гледа ништо. Но сивото упатува на тоа дека нешто се случува, но тоа не е доволно за да може да премине кон bright side-от. Значи, ни се случи една многу голема, убава историска работа. Во овие децени, 3 децени, ние добивме независна држава. Толку посакувана на овие простори, 2 века пишувале, луѓето се бореле за тоа и така натаму. И тоа е светлата страна. Меѓутоа, после светлата страна, после самостојувањето на Републиката како самостојна држава, нам ни се наметнаа проблемите кои што се врзани со така нареченото државотворство, кои што се многу сложени и кои што бараат многу голема енергија, големо залагање, голема доза на оптимизам, на ентузијазам, на елан и така натаму, односно бараат едно големо активирање на целокупната социјална енергија на македонското општество. За жал, ние тоа се уште не можеме да го достигнеме и нам ни се јавува една иронична ситуација во која на светски план сме познати и како самостојна независна држава Република Македонија, меѓутоа исто така и како држава која што има хибриден режим, држава која што е dirty state, валкана држава, не еколошка држава, држава која што е заробена и држава која што или општество кое што е длабоко поделено во себе. Јас дури еднаш имам употребено и еден поим дека ние сме и општество кое што е длабоко затруено во себе, што е лоша карактеристика и лоша ситуација во која што се наоѓаме во дадениот момент. Моментот е премногу предизвиклив за ние да можеме да губиме социјална енергија на некои работи кои што не се во функција на она што значи и градење на демократска, независна, самостојна држава од светски калибар, од светски маштаб, односно држава која што го следи веќе природно така наречениот демократски мејнстрим на општественото движење. Бројни проблеми се тука наталожени, кои што на некој необичен, чуден начин не држат не во просторот на транзицијата, туку како да не враќаат наназад кон
предсобјето на транзицијата, предворието на транзицијата, а не да не водат напред, да ги надминуваме овие транзициони проблеми со кои што се уште не сме расчистили. Жалосно е, ние сме земја која што тие транзицијски процеси ги почнуваше многу пред други некои земји кои што денеска представуваат мали джинови во Европската Унија. Например, да речеме една Словенија или една Хрватска или една Словачка или една Чешка, ако ги земите, или една Полска, веќе се оние кои што даваат и тоа како голем тон на состојбите и на работите кои што се случуваат во Европската Унија, но ние за жал останавме некако во некој заробен простор кој што се уште не нуди некакви излезни решенија кои што ќе не вратат на правиот пат кој што води кон цивилизацијата, односно кон тој високо развиен свет. Да, професоре, еве ова што го кажавте како експликација, заглавени сме во сите сфери, во сите пори на општеството. Значи, почнувајќи од моралните етичките вредности, каде веќе се чини дека немаме мерка кои се тие морални и етички вредности, бидејќи секој ден пропаѓаме се повеќе и повеќе, па слушаме дека луѓето велат каде е дното, нема дно некогаш, колку можеме ниско да паднеме, но и во сите други области, еве да почнеме од образование, од здравство, од политички систем, од правосудството, од владењето на правото, корупцијата. Значи, не постои област каде што ние немаме огромни, длабоки, структурни проблеми. Значи, тоа не се само проблеми како што ги имаат некои држави кои се сметаат за понормални, да речеме, туку имаме криза во секој поединечен систем. Значи, во една, како што вие велите, после 3 децении независност се наоѓаме во една неверојатна состојба. Мислам дека основниот проблем лежи во два фактори. Првиот фактор е нешто што се нарекува политичка волја, која што за жал има преголема улога сега во движењата во македонското општество и која што погрешно се етаблира како сакам, не сакам, можам, не можам, никој не може да ме натера тоа така да го направам како што е предвидено. Таа политичка волја се појавува како голема пречка во натамошниот развој, бидејќи таа не поаѓа од идејата за афирмација, не само лична, групна, туку за афирмација на стореното во државата и на светски план. И вториот проблем е проблемот на квалитетот на политичкиот систем. И покрај сите напори што ги направивме, ние успеавме да обезбедиме една нормативна страна на процесите во македонското општество. Меѓутоа, не успеавме таа нормативна страна да ја преточиме со практиката. Ние постојано се движиме во еден правец на контрадикторност помеѓу теоретското и практичното. И тоа е нешто што го афирмира, го представува политичкиот систем како да е тој малте на едно швајцарско сирење. Значи, тој политички систем онаков како што сега го имаме конституирано, е неефективен, неефикасен во однос на разрешување на проблемите, бидејќи прво не обезбедува одговорно однесување, второ не обезбедува адекватна комуникација внатре во себе, трето не обезбедува
соодветна организациона поставеност во себе и со околните елементи, така што Со други тука веќе зборови, се поставува прашањето на една конструкција, на една поинаква конструкција на политичкиот систем, но не конструкција која што би само би ги покривала црните страни, значи само би ги прикривала, туку конструкција која што ќе значи една далеку поголема ефикасност од ова која што сега ја имаме. ние сега имаме политички систем или владење на закон и правда, каде што ми се чини дека пред се политичките, но и општествените актери кои се секако поврзани со политиката, земаат само она што им одговара, го користат, она што не им одговара, го игнорираат или не го почитуваат, еве законот, например, и гледаме дека институциите исто така селективно реагираат. Онаму каде што им одговара, реагираат, онаму каде што не им одговара, не реагираат. Вие го искористивте терминот швајцарско сирење, веројатно е добар термин да се опише тоа што не се случува. Во услови кога одговорноста е само декларација, и тоа во целото општество, не само на политичката елита, и во услови кога неказнивоста станува веќе е прогласена како култура, како дел од културата на овие простори, не можете да очекувате дека некој е целосно заинтересиран или целосно ангажиран за да ги изврши сите обврски задачи кои што стојат пред него во однос на функцијата која што тој ја обавува. Тука мислам дека има проблем во едно поинакво поставување и на проблемот на политичката елита, на квалитетот на политичката елита, на мерит системот и така натаму. Но во секој случај мора да се надминува постепено или да созрева политичкото дејствување, политичкото делување и политичките актери. Ние се уште имаме последици од времињата кога може би инсталиран или не знам по која логика, кога имавме министри на 24 годишна возраст, кои што има прво вработување како министри, па потоа тука учеа да се доусовршуваат, па дури некои тогаш ги користеа и министерските позиции да ги завршат факултетите. Имавме ред скандали кои што никој не ги постави многу сериозно. И сето тоа најпосле го сведуваме дека е заради тоа што правосудството не функционира. Многу тесно поставено како проблем, знаете. Целиот општествен амбиент всушност бара една поинаква насоченост кон општествените проблеми. Го имате граѓанскиот сектор кој што повеќе е наблюдувач отколку активен учесник или контролор на областите во кои што дејствува. Се уште не е оној корективен елемент во функционирањето на тие области, односно на системите на тие системи. Од друга страна, имаме еден наплив, интересен наплив на дефетизам, знаете, на тоа кој што придонесува да се извлекува сршта, да се извлекува потенцијалот на она што значи оптимизам, ентузијазам, дека градиме нешто ново и дека ова новото е вечно, дека ова ние можеме да се прикажеме пред светската јавност.
сваќаме дека државотворството е многу сложен процес и дека тоа не е само да се напише уставот и да се напишат закони, туку дека државотворството значи именување на општеството, менување на менталитетот и така натаму. Меѓутоа, обидот со шарената револуција, која што сметавме дека ќе внесе нешто ново, исто така не ни успеа до крај, така што останува некоја мисла некаде за некаква класификација на хаотични народи и анемични народи кои што чекаат помош некоја од некаде за покренување на процесите во општеството, за менување на состојбите. Некој и Македонија ја бројува, ја класифицира во тие такви народи, но и чекање некој од некаде да ни помогне, да се појави да ни ги реши проблемите, па дури и обвинувања меѓусебни, односно некоја малодушност дека некој друг е виновен за состојбите во кои што се наоѓаме, а не ние, нешто што е опасно бидејќи води во крајна линија и кон меѓуетничкиот корпус на прашања со кои што мора да смета оваа земја. Ајде сега малку да ги изанализираме посебните области посебно. Еве, бидејќи завршивте со овој меѓуетнички момент да го искористиме, гледаме дека како доаѓаат избори така некако случајно или не, некој ќе каже дека воопшто не е случајно, се отвараат тие етнички прашања, па еве и ова со, да речеме, со крстот на Попова шапка, па пред тоа имавме некои други моменти. Веднаш, како се приближуваат изборите, некој веднаш игра на таа етничка карта. Тоа се чини сега направено како еден рецепт за добивање на гласови, но како да не го земаат предвид, како да не ја земаат предвид штетата која ја прават на општеството како ткиво. Па веројатно затоа што знаат дека е тоа дозирано. И докаде тоа може да оди и докаде не може да оди. И тоа е веќе стара приказна и живеана работа. Штом се ближат изборите, веднаш се знае дека етничките односи ќе се изоструваат во Македонија. Мислам, тоа се веќе банални работи кои што не дават ништо ново, свежо во однос на македонската реалност или во однос на македонскиот прогресивен растеж. Штета е што е тоа така, но мисля дека и тие загуби не се баш толку големи, бидејќи мислам дека се дозирани, бидејќи мислам дека станува збор за некакви договори некаде, кој знае каде, во некои тајни одаи со некои таинствени групи од политичката елита. Но во секој случај мислам дека е забележливо дека тие не излегуваат од рамката на сликата за меѓуетничката хармонизација на односите во Македонија. Знаете, тие имаат вакви ексцеси кои што ја подигнуваат тензијата кај народот, се користат во дневно-политички цели, меѓутоа сепак таа рамка е доста силна, барем досега не забележавме дека може да има какви било продори на овој план. Значи, и во таа кујна или во тие рецепти за вакви опробани сценарии нема исто така инвентивност, како што нема и во други области. Се повторува истиот рецепт, опробан за нив, но како што вие велите, прочитан од јавноста, собранието, ајде да го видиме собранието. Имавме повторно тамо инциденти, нема да навлегуваме сега ние во некаква политичка анализа кој добива, кој губи, туку од вас бараме тој социолошкиот момент.
собранието ми се чини дека граѓаните го перцепираат како гласачка машинерија. Не ги гледаат пратениците како представници, како нивни народни представници кои таму се борат автентично за нивните интереси, туку само како представници на партијата која влегла и потоа само дигаат рака за тоа што ќе им кажат. Од време на време имаме вакви инциденти кои некои ги нарекуваат и циркуси, кои треба да предизвикат внимание за некој да добие нешто и толку. Доколку направиме на анкета, а се прават тие анкети, се чини дека граѓаните го перцепираат собранието токму така, како еден голем политички циркус, а не како сериозна институција. За жал, она што го очекувавме од повеќе партискиот систем, се уште не сме го добиле. Значи, очекувавме дека ќе се појави едно цело едно богатство, една лепеза на интереси кои што постојат во македонското општество, кај македонските граѓани, дека таа лепеза на интереси ќе си го отвори патот да влезе во местата каде што за тоа се одлучува, тоа е собранието, каде што се донесуваат најзначајните одлуки за најзначајните движења на општествената материја. И за жал не добивме нити пак некаков простор за дискурс, за дебата. Собранието е повеќе место каде што се верификуваат одлуките на претходно усогласените одлуки во седиштата на политичките субјекти, политичките партии или некои субјекти кои што имаат моќ да бидат тука во собранието и некои велат и тоа е едно место на партиски војници, само гласање, гледате, дебата нема, се случуваат вакви погрдни работи затоа што на некој начин мора да се сврти вниманието на населението. Ништо ново во Македонија, еве само да ви кажам дека сега читав денеска некаде дека 4 тие пратеници во албанскиот парламент што го направи инцидентот, веќе се е покрената постапка, кривична постапка против нив. Значи го имавме тоа и во албанското, и во косовското, и во српското собрание, и во турското собрание, и каде се, гледате што се случуваше и во Американскиот конгрес. Значи тоа е веќе повеќе е циркузијада, но исто така и повеќе е би рекол покажување на нивото на не само на цивилизираност, туку и на нивото на подготвеност за диалог, за дебата, за издавање на решенија преку размена на мислења и така натаму. Ние таму тоа го немаме. Немаме ни мислења, секој станува со некој напишан текст, па ќе го прочита и ќе замени и гледате дека и секаде имаме секаде имаме таа поделба. Овој не е од овој, и никој не смее да го премине плотот. Значи тие групи, различни партиски групи си се врзани меѓу себе си се поврзани, но веројатно помеѓу себе како групации повеќе има впечаток дека повеќе контактираат во бифето на собранието и дека отколку што се подготвени за некаква дебата и дека ова би рекол институција дури, која што ја смислија за договор и за усогласување на интересите со лидерите, прво лидерите седнуваат, па потоа натаму собранието, односно парламентарците треба за тоа да одлучуваат. И тоа како е индикативно дека
тука не може да има голема дебата, зашто однапред е тоа нешто изрежирано, договорено и така натаму. Наместо да е обратно, бидејќи собранието треба да ги носи одлуките, собранието Треба е носител на народната волја. Но исто така и постои и оној длабок јаз помеѓу нив. Гледате, тешко дека во Американскиот конгрес, например, сега се донесе некои одлуки за кои гласале и републиканците и демократите. Во Сенатот е донесена одлука за ова и ова, за која гласале и некои републикански сенатори и демократски сенатори. Кај нас тоа тешко се случува. Ние сме уште сме забарикадирани некаде во своите ровови и не сакаме да излеземе. Тоа е лошо, го покажува не само ликот на тој пратеник кој што има, ајде условно да кажам, храброст да функционира на тој начин, но е многу страшна работа пораката која што се испраќа надвор. Внимавајте, има еден проблем кој што тие не го поставуваат, ние не го поставуваме многу силно. Тоа е проблемот на функцијата на политиката во социализацијата на младите генерации. Тоа е многу потешката последица во ваквите ситуации. Што тој млад човек сега, или вокабуларот кога го слушаш таму, што тој млад човек сега мисли и како ние го провоцираме него, како го мотивираме да се оспособува за да дојде на таа така наречена најврвна функција во општеството, бидејќи тоа се луѓе кои што одлучуваат за нашиот живот. Тоа се луѓе кои што ја регулираат нашата судбина. Но тука, професоре, се назира уште една криза која е малку поширока и тоа веќе одамна се дебатира во научната јавност. Тоа е кризата на самата демократија, на самиот демократски систем во основа на својата структура. Можеби таа е многу помалку потенцирана во земји каде што имаат повисоки демократски вредности и каде што институциите функционираат, но еве во земји како Македонија, ние сега имаме демократија, но никој би кажале имаме привид на демократија, бидејќи волјата на луѓето, повторно ќе кажам, преку нивните избраници во парламентот не е ефектуирана. Значи, ние имаме привид на демократска волја, каде што луѓето велат да, вие имате право да кажете што мислите, што сакате да изберете, но потоа тоа нивно право или тоа нивно барање не се ефектуира понатаму. Луѓето не добиваат ниту квалитетни представници, ниту квалитетни услуги од страна на институциите и излегува дека нивната волја оди во ветер. Вие самиот го спомнавте еднопартискиот систем и сега ако направиме споредба, да, тогаш можеби не можевте да кажете баш се што мислите, не можете така отворено да критикувате, но на друга страна ги добивавте услугите. Добивавте квалитетно образование, квалитетно здравство. Ако сте сакале улица, да речеме, карикирам, добивате улица, добивате булевар, добивате нови згради. Значи, ги добивате услугите кои ги сакате, а сега не ги добивате, но добивате привид дека сте слободни. И тоа е кризата на демократските процеси. Затоа е и тој термин хибридна држава. Ајде, или хибриден режим. Значи, од тој привид е таков, дека наводно ние кога кажавме таму, нели, за тој проблем, па веднаш се реагираше, дури ги имавте оние смешни кадри кога тие автократи се јавуваат на телефон од јавноста, нели, од таму, од кризни места, па дајте овој пат да се направи до утре или да се направи овој тротоарот овдека, јасно, разумем, друже Тито, знаете. Но пак ќе врата на проблемот
на амбиентот во општеството кое што се формира со ова. Гледайте, ние сме соочени со голем проблем на легитимација наша пред светот, дали сме тие кои што сакаме и пред Европска Унија, дали сме тие кои што сакаме демократски развој, дали сме тие кои што сакаме демократска, развиена, стабилна и така натаму држава, од една страна, но од друга страна е она острото копје кое што ние го викаме белата чума. Знаете, нам белата чума што ни прави? Прво ни го намалува бројот на населението. Колку повеќе се намалува населението, толку повеќе расте моќта на олигархијата, односно толку повеќе расте и тој привид на демократија. Прво. Второ, колку повеќе се намалува населението, толку повеќе, за жал, опаѓа интелектуалниот капацитет. Ние често умееме да кажеме дека Македонија е расадник на кадри, дека овој простор е квалитетна почва, и тоа е точно, квалитетна почва за раѓање на интелигенцијата, за развој на интелигенцијата. Но некаде потоа тоа се гаси, некаде се прекршува и доаѓаме во ситуација да бидеме се помалку и помалку. Никој не сака тоа така сериозно да го види. Покажете ми само една институција која што толку сериозно го поставува, например, прашањето на одселувањето. Еве го политичкиот систем. Еве како функционира. Значи, тоа е проблем кој што треба да мобилизира една комисија, тело, не знам какво, кое што треба на дневна основа да ги следи состојбите на овој план. Зашто ние веќе станавме фактички не расадник на кадри во Македонија или туку станавме пополнувачи на просторот во германскиот стопански систем или во швајцарскиот стопански систем и така натаму. И се доведуваме, секојдневно се доведуваме се повеќе и повеќе во лоша состојба. Втора работа, која што исто така е нелогична. Гледайте, пак зборуваме за политички систем. Значи, децава одат во училиште и немаат учебници. Внимавајте, нема кој да напише учебници за децата од 5-то и 6-то оделение. Некој ќе не прогласи можда за етатиство, ова моје мислење. А ние имаме за сите тие предмети кои што се учат во основните училишта или во тој процес на образование, имаме соодветни институти на универзитетите во Македонија. И нема некоја држава, државен орган. Министерството за образование е државен орган. Не може Министерството за образование да каже зашто ние ги финансираме сега овие институти, ќе им наредиме да направат една, барем за почеток, една каква таква литература за децава, да не одат на школа, а не знаат зашто одат. Па потоа нека се развива тоа натаму. Сега институтите немаат проекти кои знае какви, не дека се убиени од работа, бидејќи дури и некои бројат по 20, тројца, по 5 души таму, колку се, не знам, потребни. А ваму имаме деца без учебници. Натаму исто така. Мора да се поставува многу сериозно прашањето на меѓучовечките односи во македонското општество. Ние сме длабоко затруено општество. Ние немаме доволно ниво на меѓусебна почит. Тоа недоволно ниво на меѓусебна почит ги го прави живеењето тешко, сложено.
колку се полоши меѓучовечките односи, толку помалку имате и ентузијазам, и мотивација, и стимул за работа, и така натаму. И читав скоро, кај некои племиња таму или народи низ Пацификот, смислиле дури и термин. Се извинувам само да ви го прочитам. Тоа е тери кумве, а значи заедништво. Тие велат, ова тери кумве е наше чувство. За секого меѓу себе. Секој со секого го негува ова тери кумве, ова заедништво. Ние до овој степен се уште не сме дошле. Ние мораме да го поставиме прашањето на квалитетот на живењето, на квалитетот на односите помеѓу луѓето, на квалитетот на она што значи човекови права. Значи, не само да ги наброиме во уставот. Ние сме добри за набројување, но тешки сме за реализација, а уште потешки за заштита на сето тоа. Значи, мораме да внесеме еден нов дух кој што би рекол на некој начин се чувствуваше пред 3 децении и потоа исчезна. Да. Добро, професоре, еве со оваа мисла ваша и со оваа порака ќе ја завршиме оваа емисија. Мислам дека направиме еден интересен пресек на состојбите, па да се надеваме дека некој слуша и дека некој нешто ќе аплицира од сето ова што го кажавте. Знаете, нашето е да кажеме. Вика, Маркс ја завршува критиката на готската програма со една мисла, со една поговорка, латинска поговорка, вели дикси et salvavi anima meam. Реков и ја спасив душата своја. Да. Нашето беше нашата моќ, нашата позиција, привилегија, нашата дозвола е довде. Така треба да скренеме внимание на тоа што го гледаме и што ни се случува, а како натаму има институции кои што би требале да се искоординираат помеѓу себе и да понудат решенија за сите овие прашања. Да, ви благодарам уште еднаш, професор Ѓорги Тоновски, и со ова го завршуваме ова студио 10. Почитувани, ви благодариме на довербата и на вниманието. Останете со програмата на телевизија 24.